Климатските промени се посилно го погодуваат македонското земјоделство. Прогнозите се сериозно предупредување. Екстремните временски настани ќе бидат се почести и поинтензивни, а со нив расте и ризикот за земјоделските култури и приносите. Сушите се подолги, температурите повисоки, а градот, поројните дождови и доцните мразеви во периоди кога не треба да ги има, ги уништуваат посевите, загрозувајќи ја екзистенцијата на земјоделците. Експертите предупредуваат дека без сериозна адаптација и инвестиции ќе се зголемуваат загубите во земјоделството како најранлив сектор. Тука ни се потребни сериозни финансиски средства за да можеме да се прилагодиме и од аспект на оние стресови поврзани со потреба на вода, се поголемо опустинување, се поголема суша, се поголема загуба на принос во земјоделските култури и се повеќе екстремни временски настани и штети во моментот поврзани со суша и со намалување на количини на водни резерви се југоисточниот и Вардарскиот регион. Но проблемот не е само во недостигот на вода. Повисоките температури и подолгите сушни периоди бараат промена и во самото производство, од изборот на сортите до начинот на заштита на насадите. Земјоделството ќе мора да се прилагодува на услови кои стануваат се понепредвидливи, а тоа значи инвестиции не само во механизација. Земјоделците се воздржуваат од инвестиции во заштитна опрема, бидејќи не знаат дали тоа за нив е исплатлив чекор. Затоа викаме дека треба да се адаптираме кон нови сорти што ќе барат помалку вода, а ќе издржуваат повисоки температури, односно потопли лета и поголеми сушни периоди. Значи, ако сакаме да постигнеме и да имаме, да кажеме, напредок за заштитиме климатските промени, треба да инвестираме во знаење, во нови сорти и пред се во да кажеме превенција за спречување од, например, од град, нели да поставиме мрежи и така натаму. Она што е тешкото, земјоделците се уште инвестициите само ги гледаат во, да кажеме, во машините, нели, во трактори и така натаму. Експертите укажуваат дека земјоделците не можат сами да го понесат товарот на климатските промени. Потребна е координирана акција на институциите, поголема финансиска поддршка и стратегија што ги го подготви земјоделството за она што доаѓа. Зашто климатските промени веќе не се само еколошки проблем, тие стануваат директна закана за производството на храна.